Добар ден, криптоентузијасти. Денеска ќе разговараме за тема за која што имаме направено пол, на која што имаше огромно мнозинство на гласови, за која што нели нормално луѓето сакаат да знаат, а тоа е уствари Ethereum 2.0. Сега поинаку се нарекува, но Ethereum 2.0 остана генерално да биде нарекувано од сите оние кои што нели подолго се занимаваат со крипто, а тоа е уствари промената на Ethereum од Proof of Work во Proof of Stake. Сега ќе започнеме од самиот почеток, односно знаеме дека многу од луѓето кои што се дел од нашата публика се уште се нови во крипто и овие се некои основни поими кои што не им се познати. Затоа ќе, значи како што и досега правиме на нашиот канал, се обидувам да објаснам се во детали, односно постепено за и оние кои што знаат и оние кои што не знаат, или да се потсетат или пак да се запознаат со самата тема, затоа што знаеме дека најчесто луѓето кои што се на нашиот канал се комплетно нови во оваа сфера. Сега секој блокчейн, односно секој криптопроект, има три различни, тоа се вика трилема на секој блокчейн проект, односно технологија, каде што во однос на тоа каков е проектот, имаме јаки страни во овие три сегменти, односно првата е безбедност, security, втората е scalability, односно можност на самиот блокчейн да расте за повеќе юзери, и decentralization, односно колку самиот е централизиран или децентрализиран. Сега, секој блокчейн во однос на тоа колку повеќе се развива во овие три сфери, толку е подобар. Проблемот е што не може ни еден блокчейн да има комплетна развиеност во трите сфери, затоа што најчесто доколку имаме голема сигурност, истата да речеме реагира на самата децентрализација, односно колку е подецентрализиран блокчейнот, толку е помала сигурност. Исто како и scalability. Значи, во однос на тоа колку повеќе луѓе имаме во самиот блокчейн, односно повеќе юзери, толку е поголема децентрализацијата, но затоа безбедноста е многу помала. Значи, затоа и се нарекува оној траифекта, односно оние три главни карактеристики на секој блокчейн, кои што како таков се главниот проблем како да се направи баланс помеѓу истите, и затоа имаме одредени, затоа и се наместени практично, како што може да видите во однос на тоа кои се нивните страни како јаки страни, каде што да речеме одредени блокчейни имаат многу јак security и scalability, но затоа немаат децентрализација. Еве, на пример, овие овде, како што може да видите, истите се претежно централизиран леџер, кој што е директно поседуван од компанија. Посебно Ripple и Stellar се директно поседувани и практично користени од самата компанија. Потоа еве гледаме на другата страна, значи имаме безбедноста и децентрализацијата е голема кај Биткоин и Ethereum, но за разлика од тоа не се многу распространети во однос на scalability. Во оваа ситуација не е само колку луѓе користат, туку и самата брзина и ефтиност на самата трансакција, која што повторно би спаѓале во овој сегмент, кои што се многу слаби, знаеме, затоа што посебно за Ethereum знаеме колку се скапи самите трансакции, и затоа, например, scalability е многу помало во однос на останатите проекти кои што ги гледаме, и исто и во оваа категорија каде што имаме помала сигурност, за разлика од тоа имаме поголема децентрализација и практично scalability, односно распространетост. Сега, ова е основниот практично парагон на кој што можеме да изградиме еден блокчейн во однос на тоа кои ќе бидат неговите јаки страни. Сега, мораме да објасниме која е поентата на Proof of Work и која е поентата на Proof of Stake, кои се нивните основни карактеристики и како и зошто е битно Ethereum да се премести од Proof of Work во Proof of Stake, со тоа што Proof of Work представува, значи да не навлегуваме во детали, ќе објасниме само генерално, затоа што ова видео не е да објаснуваме сега во детали како сето тоа ќе се случува, него чисто да објасниме до каде е целиот процес и како тоа би делувало, односно што би било позитивно и негативно за самиот Ethereum кога ќе се претвори од Proof of Work во Proof of Stake. Сега, Proof of Work значи доказ на работа, што уствари представува како се запишуваат трансакциите на блокчейнот на Ethereum, како и на сите оние кои што се на оваа база на работа, како што е например Bitcoin, а тоа е дека секој со користење на мајнери, односно оние майнинг машини, ригови, така наречени, решава загадки кои што представуваат алгоритмички загадки, и оној кој што најбрзо ќе реши оваа загадка го добива правото да ја запише оваа трансакција на блок и истата да ја запише на самиот блокчейн леџер. Сега, за тоа он добива награда, односно ја добива наградата од самиот блок како дел
од вредноста во Ethereum. Значи, толку го сакате во детали да видите околу Proof of Work и Proof of Stake, може да го погледнете, тоа имаме видео во нашите едукативни видеа наназад, каде што објаснуваме детално кој и како од овие функционираат. Денес само генерално ќе разговараме за истите, за да не го направиме ова видео премногу толку. Додека за разлика од тоа Proof of Stake, за разлика од поседувањето на огромни ригови со кои што користат многу голема енергија, нормално за да работат, овдека фактички заложуваме дел во Ethereum нормално кој што е заклучен, додека истиот како заклучен во одреден пул представува наш влог во самиот Ethereum кој што можеме да го изгубиме доколку на пример работиме противно на системот, односно се обидуваме да го хакнеме. Сега, со оваквиот дел кој што ние го ставаме во системот, односно кој што го стейкаме како пул за да бидеме валидатор, ние уствари за разлика овдека каде што ја решаваме загадката, како валидатор системот рандом, односно произволно бира еден од многуте валидатори кои што работат на мрежата на Ethereum да ја запише оваа трансакција, со тоа што останатите валидатори треба да ја потврдат, односно со повеќе од 51% од валидаторите кои што ќе потврдат дека трансакцијата не е негативна, односно да речеме обид за хак или нешто слично. Значи затоа овие 51 компјутери кои што на некој начин се валидатори на самата мрежа на Ethereum треба да дадат одобрување, односно дека ваквиот тип на трансакција која што поминува во моментот е позитивна, е валидна и нема никаков, тоа се вика malicious софтвер, односно нема обид за никаков напад на самата мрежа. Сега, разликата е во тоа што во Proof of Work, значи самото тоа што се решава оваа загадка, значи вие добивате право и ја запишувате таквата трансакција која што потоа се копира на сите кои што работат Proof of Work, кои што имаат копијата од Ledger. Додека како Proof of Stake, разликата е во тоа што еден го добива правото да ја запише, а останатите го проверуваат тоа право, односно проверуваат дали таквата трансакција е валидна и е позитивна, не е дека е некаков напад. Сега, разликата во тоа што значи, ово е многу битен дел, односно делот каде што треба да видиме каков ќе биде security-то за Ethereum кога ќе стане од Proof of Work во Proof of Stake. Односно, 51% од мрежата на майнери е потребна за некој да направи негативна, односно да почне да ја менува и да запишува блокови кои што се негативни, но обид за напад, односно да направи некаков тип на напад на самата мрежа. Значи, за да можеме да направиме напад на мрежата на Proof of Work, потребни се 51%, фактички нашата моќ на компјутерот да биде поека од 51% од. За разлика од тоа, кога станува збор за Proof of Stake технологија, значи овдека треба да имаме компјутер кој што е јак барем колку 51% од целата мрежа на компјутери. Значи тоа најчесто не може да биде еден компјутер, станува збор за цела мрежа од компјутери кои што вас ви се потребни за да може да ја нападнете мрежата на Ethereum и да успеете да ја компрометирате. Што, верувајте ми, е многу тешко со оглед на фактот дека има огромна количина на майнери во моментот Ethereum мрежата, значи колку е поголем блокчейнот, толку е поголема и мрежата на майнери, кога станува спор за Proof of Work, додека во Proof of Stake е обратно. Значи во Proof of Stake затоа што луѓето не поседуваат майнинг машини, туку поседуваат стейк, односно поседуваат количина на Ethereum која што е внесена во овие пулови за да ви биде дадена можност да бидете валидатор. Сега, за да можеме да ја компрометираме мрежата за разлика од Proof of Work, ние треба да поседуваме 51% од вкупниот влог на Ethereum. Сега, мене ако ме прашувате, ова е многу посигурно, што, например, Ethereum ќе го направи многу посигурен како блокчейн, затоа што замислите да поседувате 51% од сите Ethereum кои што се ставени во стейкинг за да бидат валидатори. Значи, тоа е невозможно, не може да речем невозможно, ама скоро невозможно, затоа што замислите како би можеле да стасете до поентата да поседувате 51% од сите стейкани Ethereum за да може да смените нешто на мрежата во ваша корист. Значи тоа е скоро невозможно. А да не заборавиме на фактот дека дури да поседувате многу од самиот Ethereum, кога станува веќе збор за Proof of Stake, тој автоматски, самиот протокол автоматски, значи ќе најде практично алгоритмот на самиот протокол на Proof of Stake автоматски бира валидатор. Значи тоа не го бира тој кој има највеќе Ethereum или најмалку, воопште не е битно. Тој автоматски е избран од самиот алгоритам на Ethereum Proof of Stake.
Значи тоа беше основната разлика помеѓу Proof of Work и Proof of Stake и како security wise, значи во однос на безбедноста, ќе напредне самиот Ethereum доколку го имплементира Proof of Stake. Сега, кога го објасниме основниот самата разлика помеѓу Proof of Work и Proof of Stake, сакам уште еднаш да навлезам во самиот Proof of Stake за основно да видите како истиот функционира. Значи ова е на некој начин основен приказ на како изгледа самата трансакција, односно начинот на кој што се врши самата трансакција во еден Proof of Stake механизам, блокчейн. Со тоа што пак ќе кажам, значи доколку сакате да видите подетално за овие два, може да се вратите назад низ нашите видеа едукативни, може да најдете, имаше Proof of Work и Proof of Stake посебно видео. Сега, значи да напоменеме. Прво, секој од оние кои што сакаат да бидат валидатори, односно секој кој што сака практично да биде дел од оние кои што добиваат награда за тоа што се ги валидираат самите трансакции на овој блокчейн, мора да стави прво одредена количина од собствената од оваа валута собствена во стейкинг пул. Каде што самиот стейкинг пул ствари представува во однос на тоа колку ви е поголема, значи нели нема разлика во тоа дали имате поголема позиција пак имате предност, но мора да имате минимално одредена количина која што треба да имате во постојано заклучено во стейкинг пул за да бидете еден од валидаторите. Сега, значи алгоритмот сам по себе автоматски определува, значи тоа е на random base, значи буквално не е тоа во однос на тоа колку има голема или мал стейк во самиот блокчейн, автоматски определува кој ќе биде записникот на самата транзакција, со тоа што оној кој што е избран ја запишува самата трансакција, а истата може да биде запишена само откако останатите валидатори, или во овој случај барем 51%, но нормално секој блокчейн технологија има различен степен на процент од валидатори кои што треба да оправдаат, односно да одобрат една трансакција за да помине, но во случајов најчесто basic е 51% барем од валидаторите да ја одобрат дека е позитивно, односно дека не е некој тип на напад. И со тоа практично овој блок кој што е одобрен од останатите валидатори, запишан од оној кој што бил избран, се додава на останатите на самиот постоечки блокчейн и на тој начин оној валидатор кој што бил рандом избран за да ја запише, добива фи кое што е назначено за запис на таквата трансакција. Значи ова е начин на кој што по-основно не може да биде. Значи ова е основниот начин на кој што Proof of Stake функционира. За разлика од Proof of Work, кој што рековме може да го погледнете на она видео кој што спомнавме пред малку. Сега, она што сакам да ви го покажам е дека начинот на кој што се врши децентрализација, односно да се намалат, да имаме повеќе валидатори кои што ќе имаат помала вредност за разлика од оние кои што имаат огромна количина на Ethereum, е тоа што колку е поголема количината на Ethereum кој што ја стейкате, толку ќе биде и помала наградата која што ја добивате како валидатор во однос на годишна, значи на годишна база. Ова е APY, со тоа што гледате од 1 милион и нагоре до 2,5 е 12%, па потоа гледате како се намалува надолу, а под 1 милион Ethereum во однос на тоа што го заклучувате како валидатор е дури и поголема оваа стапка. На тој начин се врши децентрализација, односно ќе имаме повеќе пулови, значи еве овдека, значи овој начин помага дополнително во децентрализацијата, наместо да имаме помалку пулови кои што ќе бидат со огромна количина на Ethereum, ќе имаме повеќе пулови со помала количина на Ethereum, на тој начин имаме повеќе валидатори, а со тоа и значи поголема децентрализација. Со тоа што валидаторите се сетирани, тоа е точен број, со тоа што моментално чисто, значи го ставив на Google чисто да видите како се дојде, значи од 1 март официјално веќе имаме повеќе од 300.000 валидатори, односно тоа се 300.000 различни пулови на валидатори кои што помагаат во осигурувањето на мрежата, а на тој начин и во децентрализацијата на самиот Ethereum. Значи сакам да ви кажам дека бројката на ваквите валидатори е огромна затоа што станува збор за Ethereum. Интересот за Ethereum 2.0, сега повторно ќе кажам, 2.0 веќе не се нарекува, има сосема друг начин на изразување, но ова остана помеѓу оние искусни луѓе во Ethereum во криптосферата да го нарекуваат Ethereum 2.0 или 2, и со тоа рековме дека се зголемува самата децентрализација на Ethereum. Сега, она што е многу битно во однос на scalability, а тоа е третиот дел, односно зголемување на
тоа колку луѓе може да користат во исто време, а со тоа и самата брзина. Значи, разговаравме за security, рековме дека Ethereum 2.0 ќе зголеми security поради тоа што многу е потешко да имаме 51% од вкупната стейкирана количина на Ethereum, за да можеме да направиме нешто негативно на самата мрежа, што е скоро па и невозможно. Потоа разговараме за децентрализација, односно како Proof of Stake самите валидатори помагаат во однос на развивање на децентрализацијата и тоа колку помали се самите пулови, толку е поголема наградата која што ја добиваат, значи тоа дополнително помага на децентрализација. И последно за кое што треба да разговараме во случајов посебно е scalability, односно како ќе се направи Ethereum 2.0 да биде побрз, по-ефтин и да биде подостапен до останатите, до што поголем број на клиенти, односно луѓе кои што го поседуваат. Сега, во моментов TPS, значи сега ќе отворам, имам еден ноутпад, каде што на некој начин се запишани овие основни работи за да имаме некоја представа. Значи во моментов TX Cross S, тоа е уствари transactions per second, на Ethereum е 15 до 20 трансакции, значи можеме да видиме овде 15 до 20 трансакции во секунда, што е, како што можеме да видиме, единствено подобро од Bitcoin на мрежа, значи се друго е со многу подобро. Со тоа што може да видите дека многу од моменталните блокчейни, како и организации кои што се централизирани како PayPal и Visa, имаат огромен напредок во однос на трансакциите во секунда, кој што е главниот проблем на Ethereum, затоа и самите физ на Ethereum се многу скапи, затоа што неговата моментална технологија го ограничува да има околу 20 трансакции во секунда, што е Proof of Work, за разлика од тоа во Proof of Stake, со sharding понатаму, значи ќе објасниме што е уствари самиот sharding, значи истиот ќе ги надмине сите овие технологии и се планира да стасува на некои 100.000 трансакции во секунда, што нормално е далеко од моменталната состојба каде што Ethereum се наоѓа, но тоа е целта која што се обидува да достигнат со самиот sharding. Ќе објасниме што е самото тоа, значи ова е само чисто да ви покажам каде се наоѓа, а кој скок ќе го има во неговата брзина. А со тоа колку е самиот побрз како технологија, толку и трансакциите ќе бидат по-ефтини, затоа што моментално имаме многу често congestion, односно тоа е значи самата мрежа е презаситена од луѓе кои што сакаат да направат трансакција и како тоа функционира. Значи во однос моментално во Proof of Work, мајнерите се практично мајнерите одлучуваат на кого ќе му ја превземат трансакцијата и која трансакција ќе има приоритет во однос на тоа која е наградата која што човекот ја нуди за трансакцијата да помине. Односно, луѓето кои што ќе стават поголема награда за оваа трансакција имаат приоритет над луѓето кои што имаат помала награда, односно оној фи во GVEI, односно дел од Ethereum, кој што го плаќаш за трансакцијата да биде остварена. Со тоа што моментално нормално со оваква брзина на самиот Ethereum, значи многу повеќе се исплаќа на мајнерите да ги превземаат трансакциите за кои што има поголем фи за да бидат направени и затоа моментално и се скапи, а самиот систем не му дозволува да биде побрз. За разлика од тоа со sharding, значи ќе објасниме како тоа се прави повторно, значи со самиот sharding технологија, самата технологија на Ethereum ќе биде многу брза, како што можеме да видиме од моменталните технологии е најбрза во однос на тоа што се планира да биде и со 100.000 трансакции во секунда нема да има практично ова на некој начин забавување на мрежата и нема да има потреба од зголемување на самиот фи за да добиете приоритет во однос на останатите кои што сакаат да им се оствари нивната трансакција. Сега, за да стасаме до sharding, пошто sharding е практично последниот дел кој што ќе биде имплементиран откако Ethereum ќе помине од Proof of Work во Proof of Stake, значи мораме да поминеме преку овие 5 фази и моментално се наоѓаме во третата фаза. Сега ќе ви објаснам зошто. Значи првата фаза вели вака: Launch of Beacon Chain and Implementation of Proof of Stake Mechanism on Ethereum Network. Тоа значи дека паралелно со Proof of Work технологијата, може да го видиме овде, значи само да објасниме првата фаза. Значи Beacon Chain уствари представува основниот чейн кој што го практично работи во самиот Proof of Stake. Така изгледа. Значи ова е Beacon Chain. Ова е основниот Beacon Chain, е моментално изграден на Proof of Work технологијата паралелно. Значи моментално ова е постоешкиот Ethereum, кој што се уште работи со rollups помош, односно тоа се layer 2 солуции за кои ќе ги разговараме малку подоцна, но
само за да разберете. Значи првата фаза е уствари стартување паралелно на Proof of Stake технологијата заедно со веќе постоечката технологија на Proof of Work. Значи моментално првата фаза е веќе направена. Тоа е направено и почетниот блокчейн во Proof of Stake технологија е активен. Сега да се вратиме назад. Значи само момент, сега. Втората фаза, односно практично гледате имате фаза 0 и фаза 1, односно втората точка е Implementation of Shard Chains Sharding to Improve Scalability on Network. Односно, паралелно во втора фаза, односно фаза 1 практично, се случува на правење нови шардови. Значи, идејата на шардинг е дека имаме еден главен, сега да објасниме што уствари представува шардинг, па потоа ќе објасниме дел по дел. Проблемот е што целата оваа технологија е еден круг, не знаеш од каде да почнеш да објаснуваш за да можеш да направиш една генерална целина. Затоа е малку тешко. Морам да се враќам на самата линија како се развива Ethereum, а при тоа и да објаснувам поимите кои што не се јасни. Сега, шардинг представува. Значи моментално идејата помеѓу шардинг и основен блокчейн како што е Ethereum е дека моментално Ethereum е само ова поле. Односно сите трансакции поминуваат помеѓу ова поле и сите трансакции се запишани овде. Што значи дека нема ништо што му помага во неговата работа. За разлика од тоа, шардинг представува кога основниот бикон чейн прави паралелни шардови кои што како такви се независни, но имаат ограничена моќ во однос на тоа што може да прават. И на тој начин ја олабавуваат работата од главниот блокчейн, кој што е главниот шард, односно бикон чейн, и на тој начин помагаат во распространувањето, односно юзерите можат да користат различни шардови, а при тоа да го имаат истиот квалитет на трансакции, со тоа што го олабавуваат главниот шард, односно бикон чейн. Значи ова е само да ставите генерална идеја за тоа како Ethereum од ова основно поле ќе се разгради на повеќе полиња, односно повеќе шардови кои што самостојно на крајниот дел од шардинг, односно кога ќе биде комплетно напредна оваа технологија, секој од нив засебно ќе може да ги прави сите овие работи кои што моментално Ethereum ги прави во самиот основен блокчейн. Со тоа што во самиот шардинг овој Proof of Work Ethereum кој што го имаме ќе стане само еден шард. Значи на основниот бикон чейн кога ќе биде имплементирано оној merging што се нарекува, односно кога самиот Proof of Work ќе стане Proof of Stake, значи Ethereum ќе биде буквално додаден како еден од шардовите кои што ќе бидат поврзани на бикон чейн. Значи тоа е самата идеја како уствари тоа ќе се направи. Сега да се вратиме повторно на генералната, значи тоа е овдека моментално каде што се наоѓаме, значи веќе имаме шардови кои што се наоѓаат во тестнет, за тоа ќе поразговараме следно. Сега, значи следната фаза е мрџот, она што сите го чекаат, можете слушнале многу пати како разговараат мрџот ќе се случи, нема да се случи, односно тоа е спојувањето на Proof of Work со Proof of Stake. Сега, спојувањето. Значи преминот на Proof of Work во Proof of Stake треба да се случи во 2022 година. Со тоа што шардинг треба да дојде многу полесно, ова е само чисто да видите дека сме далеку од шардинг, каде што Ethereum ќе има онаа моќ да ги надмине дури и моментално најаките технологии во однос на брзина на трансакции, но сакав само да ви покажам како моментално изгледа и каде се наоѓаме. Значи моментално сме во овој историски момент кога за промена Proof of Work ќе стане Proof of Stake на самиот Ethereum блокчейн, со тоа што се враќаме на овој шард каде што практично мрежата на стейкинг постои, а докинг се нарекува процедурата каде што Ethereum ќе стане само еден од овие постоечки шардови и на тој начин мрежата, како што може да видите, ќе биде многу поголема и на тој начин ќе биде scalability, односно можноста за повеќе юзери со огромен интензитет различна од онаа која што има моментално на Proof of Work. Сега, значи ова е тоа, со тоа што мораме да разбереме како моментално rollups-от, значи ова се уствари rollups, представуваат, значи rollups е уствари она втор layer 2 солуции кои што помагаат во брзината на Ethereum. Односно, кога значи како што може да видите сега, самиот Ethereum трансакциите се премногу скапи, а во исто време и премногу бавни. И сега моментално Ethereum веќе постои решение кое што го користи за да намали
на практично на цена и да зголеми на брзина, а тоа се Layer 2 солуции, односно тоа се посебни апликации кои што се изградени на Ethereum блокчейнот, кои што имаат за цел да прават rollups, односно ги групираат трансакциите од повеќе юзери и на тој начин фито кое што го користат е само фракција од оно кое што треба да се плати за да се направи еден блок на Ethereum мрежата. Односно, што се случува? Замислете дека имате 5 или 6 луѓе кои што праќаат одредена трансакција во ист момент, кои што ќе бидат групирани како една трансакција и како таква ќе биде запишана како еден блок на Ethereum мрежата. Значи, гледате, ова се неколку трансакции кои што може да бидат запишани како една, тоа е уствари rollup, односно се практично на некој начин завиткани во една трансакција, која што би коштала многу помалку и на тој начин, кога повеќе трансакции би се ставиле во една, на тој начин можеме да видиме дека правиме да не се презаситува Ethereum мрежата толку брзо со минимални трансакции, кои што, значи, секој од овие мајнери мора такава трансакција да ја одобри засебно. Затоа, кога правиме вакво групирање на трансакциите, на тој начин ја олеснуваме работата на Ethereum блокчейнот, на основниот Ethereum Layer 1, со тоа што правиме групирање на Layer 2 солуциите. Значи, ова е како основната идеја која што сега моментално му помага на Ethereum за да биде побрз, функционира, а кога ќе го видиме тоа каде се наоѓа, значи, гледате, имаме rollups кои што помагаат на Ethereum мрежата во моментов, така. Значи, ова моментално ќе биде трансформирано во sharding, кој што практично после мрџот, значи после овој момент кога ќе имаме мрџ, ваквите rollup солуции ќе бидат практично дел од sharding технологијата, кои што како такви се засебна технологија која што помага во формирање на овие шардови за запишување на таквите трансакции кои што понатаму одат на главниот блокчейн подоцна. Со тоа што последниот степен на шардинг е кога не мора овие трансакции да бидат запишувани постојано на главниот блокчейн, туку истите ќе имаат засебна улога, односно ќе имаат само дел од целосниот леџер. Односно, да се вратиме повторно на самата дефиниција. Значи, блокчейн технологијата представува леџер, книга, на која што се запишуваат сите трансакции и на тој начин таквата книга е непроменета. Сите овие компјутери имаат копија. И се додека овие компјутери имаат копија, значи од таквата блокчейн книга, значи таквите трансакции се транспарентни и се непроменети и никогаш нема да може да биде променети. Тоа е идејата на самиот блокчейн технологија. Со тоа што идејата на шардинг е дека секој од овие ќе има засебен мал дел од оваа книга, каде што ќе бидат запишани само дел од овие трансакции, се додека истата не треба да биде вратена, каде што ќе биде запишана во овој огромен практично цел блокчейн леџер, односно книга. Со тоа што идејата е дека понатаму секој од овие шардови ќе може да развива своја мала блокчейн технологија, односно свој мал леџер, кој што дополнително е зависен и запишан на големиот леџер, и на тој начин секој од овие шардови поднесува дел од огромниот број на трансакции кои што се случуваат на Ethereum мрежата. Значи, затоа шардингот е многу битен и затоа шардингот како Proof of Stake технологија е еден од најдобрите на некој начин технологии кои што се развиени за брзина на трансакциите, а тоа се враќаме овдека во самиот scalability, кој што е на некој начин еден од најбитните сегменти во Ethereum надграбата на Proof of Stake. Значи, така изгледа самата надграба во кратки црти, со тоа што фазата 1,5, доколку се вратиме овде, значи 1,5, односно централната фаза кај што се наоѓаме моментално, е моментот кога ќе биде исклучен Proof of Work технологијата со фрлање на, тоа се нарекува difficulty bomb, односно ова е уствари зголемување на тежината на алгоритамот до момент каде што Proof of Work, односно мајнерите, нема да може да ги решаваат овие загадки и на тој начин со оваа бомба кога ќе биде фрлена, така се нарекува difficulty bomb, ќе биде буквално исклучен Proof of Work како таков, затоа што компјутерите нема да може да ја решат. Алгоритмот е премногу тежок и нема да може да ги решаваат овие загадки за да добиваат награда, а со тоа автоматски овој моментален леџер ќе биде ставен на Proof of Stake и повторно се враќаме каде што ќе биде имплементиран како еден од шардовите и тогаш веќе ќе биде beacon chain од главниот кој што ќе ја води целата работа, каде што моменталниот chain на Ethereum ќе биде само еден од овие шардови.
Значи тоа е идејата за за овој чекор кој што мора да настане сега, тоа е 1,5, но моментално се уште немаме, требаше да се случи тоа сега во летото, но се уште немаме точно кога истото ќе се случи со Ethereum. Тоа како што знаете и досега, значи овој чекор требаше да биде завршен во 2019 година. Значи најавата беше уште во 2019 година дека ќе имаме proof of stake наместо proof of work. Тоа не се случи. Сега ќе напоменеме зошто. Значи оваа фаза во која што се наоѓаме моментално 1,5 е во овој дел. Односно Ethereum testnet, каде што имаме повеќе тестнети кои што треба да проверат дали комплетно добро функционира шардинг технологијата со Beacon Chainот. Значи моментално се наоѓаме на Ropstein тестнетот, значи тој беше имплементиран во почетокот на овој месец, затоа ја одлучив да направам моментално видео за Ethereum 2.0, затоа што е многу битно. Замислете, тоа е вториот по големина блокчейн кој што успева да се промени од Proof of Work во Proof of Stake, што е, значи замислете на обемот на Ethereum, на тоа колку луѓе поседуваат Ethereum да успее да го направи тоа е рекорд, на некој начин нешто досега невидено. Со тоа што сите овие што ги гледате овдека, Sepolia, Kovan, Prater, Gorli, тоа се уствари различни тестнети кои што тестираат различен дел од самиот Proof of Stake технологија заедно со Beacon Chainот и со шардинг технологијата, за да видат дали се тоа функционира добро пред истото да биде имплементирано, односно да биде фрлена она difficulty bomb за да успее Proof of Work да се имплементира како еден од шардовите на шардинг технологијата. Сега, проблемот е што се додека овие тестнети не докажат дека Ethereum функционира добро во оваа практично тестнет представува замислете да земете еден сегмент од Ethereum мрежата и истиот да може да го тестирате како сакате и колку сакате, за да видите дали ќе издржи, дали истиот функционира како што треба, дали има грешки. Значи тоа е идејата на тестнет. И се додека овие на некој начин засебни тестнет, да речем, проекти докажат дека Ethereum 2.0 е стабилен, истиот може да поднесе оваа технологија, истиот може да ги достигне оние брзини кои што се бараат за да биде Proof of Stake. Значи, се додека тие не вродат плод и кажат дека целосно Ethereum може да се интегрира во Proof of Stake, значи нема да продолжиме понатаму на следниот чекор, а тоа е уствари оној актуелен мердж од Proof of Work во Proof of Stake. Значи, моментално се наоѓаме овде. Проблемот со тестнетот е што тоа е интернална работа и се случува во самата компанија практично на Ethereum, она корпорација која што го направи целиот проект, и се додека истите не завршат, ние можеме само да нагодуваме кога сето тоа ќе се случи и кога истите ќе бидат спремни, зашто овие тестнет требаше да бидат завршени ова лето и да вродат позитивен плод и да стасаме до овој момент, но тоа се уште се нема случено. Значи, последните вести кои што ги добивме во однос на difficulty bombот, кога истиот ќе биде фрлен и ќе биде направен оној мердж, е дека требаше да се случи во јуни, значи тоа требаше да биде во овој месец, затоа и немав направено видео додека не видам дали ова ќе биде завршено, но со практично со последниот London hard fork кој што се случи, верувам дека го следите тој дел, значи наместо јуни истото за да се направи овој hard fork, значи имаме промена на датумот во негде во Q2 2022 година, што моментално е завршен, значи во јули фактички ќе заврши вториот квартал од 2022 година, а се уште немаме најава за тоа кога ќе биде, затоа и очекуваме тоа да биде барем до крајот на оваа година или почетокот на следната. Значи нема официјален датум кога тоа ќе се случи, затоа мораме да чекаме на званични вести од самите, значи знаете, од самиот Виталик, кој што е, нели, главен во овој проект. Значи се додека не добиеме официјални вести од тоа кога ќе се случи, знаеме дека самиот е одложен. Тоа е последните вести кои што ги имаме и тоа е битно за вие да го знаете. Значи дека одлагањето, посебно во оваа ситуација, како што може да видите уште од претходниот период, значи од 2019 истото беше одложено за овој период, кога требаше да се случи во овој месец, но тоа не се случи, така да со Ethereum работите се случуваат бавно, но се случуваат. И затоа имаме голем обем на да речем средства кои што се одливаат од Ethereum во другите
побрзи технологии, но тоа не го менја фактот дека Ethereum е далеку пред овие технологии и луѓе имаат внесено многу пари во самата технологија за да би се откажале и да почнат да работат на друг блокчейн, затоа што секој од овие блокчейни има свој програмски јазик кој што вие за да го промените вашиот проект треба да почнете од нула, што е многу голема цена да се плати. Затоа и можеме да очекуваме дека Ethereum нема да изгуби голем дел од својата значи на некој начин оној капитал кој што го има внесено во себе, со тоа што пак ќе кажам, јас мислам дека Ethereum ќе биде и ќе остане number 2 во догледно време, со тоа што вложување во Ethereum сега е паметно затоа што не сме стасале до овој мерџ, а ако мерџот биде успешен, што како што гледам има огромен капитал позади истиот, значи тоа и кога ќе видите дека корпорации, фондови, институции, држави стојат позади успехот на овој проект, тоа значи дека знаат нешто повеќе од нас. Така да верувам дека имплементацијата на 1.5, односно овој маржин ќе настапи порано или подоцна. Не можеме да представуваме затоа што луѓе што претпоставуваа веруваат дека досега ќе биде направено, тоа не се случи, но затоа и кажуваме дека еден од основните значи коини кои што ќе го акумулираме во нашето портфолио е дефинитивно Ethereum, посебно заради ова, затоа што промената од еден во друг, дури и да не биде толку успешна, самиот хајп, односно оној почетен бран на да се случи, верувам дека ќе напупа цената соодветно, со тоа што сега ќе се вратиме на оно што претходно го кажав, ако се сеќавате, неколку пати до сега го имам спомнато, значи јас верувам дека ова одложување не е толку од технолошка база, колку што е од стратешка база во однос на оно што се случува на пазарот. Значи се сеќавате кога ви кажав дека големи напредоци, големи вести најчесто доаѓаат кога бер маркетот е завршен и кога сме влезени или пред халвингот или после самиот халвинг, кога сме завлезени во bull run, затоа што нема логика они да го направат овој мерџ сега, кој што може да им донесе многу повеќе влез на капитал и профит многу подоцна, кога на пример тоа би го одложиле да речеме за следното лето, кога се наоѓаме буквално пред самиот халвинг на биткоин, значи тој би им донел многу таквото стратешко преместување на ова надградба, која што нив нема да им смени многу, би им донел многу поголем профит и многу поголема капитализација на маркет капот на Ethereum, доколку го преместат стратешки пред самиот халвинг на биткоин, што јас верувам дека ќе биде случај, но повторно ова е само спекулација, значи ова е нешто што јас го размислувам како и мојот тим и затоа и веруваме дека не е толку, затоа што досега многу пати Ethereum правел hard fork и менувал, дури и тоа да било негативно, значи нив досега буквално не им било проблем дали тоа ќе биде целосно точно, дали ќе има ерори, значи како што сме виделе досега со самиот хак што се има случајно со Ethereum Classic, каде што буквално настана оној hard fork, значи буквално досега тоа не им било проблем, наеднаш квалитетот им е проблем. Затоа и верувам дека ова не е толку технолошки застој, колку што е застој во однос на стратешки поставеност да се наоѓа на да речем што може поблиску до самиот биткоин халвинг, а со тоа и до самиот следен циклус на bull run. Сега ќе се вратиме назад на само уште кратко да видиме каде се наоѓаме во онаа анализа која што ја правевме и што се случува моментално. Значи само ќе исклучиме некои од индикаторите за да не биде презаситено. Тоа е гозискиот канал за почеток. Значи да се вратиме прво на месечно ниво и да видиме каде се наоѓаме. Значи на месечно ниво, како што можеме да видиме, е многу поедноставно да се види. Значи, гледате, јас ги имам обележано уствари следниот халвинг кој што ќе биде во мај 2023 година. Тоа е една година пред халвингот, а самиот халвинг е на 6 мај 2024 година. Со тоа што верувам дека колку повеќе се приближуваме до ова една година пред халвингот, досега многу пати сме кажале, очекуваме дека ќе биде многу поблиску до самото дно, односно дното во оваа ситуација можеби ќе биде и претходно, останува да видиме нормално. Со тоа што да споредиме за претходниот лоу и моментално хај, каде што се наоѓаше цената на крајот на овој практично на врвот на овој бурен, а тоа беше близу до 5000 негде. Значи од претходниот лоу кој што е $115 до врвот на 5000 го поставивме самиот Фибоначи да видиме каде се наоѓаме, значи моментално цената се држи точно на 78% од корекцијата во Фибоначи секвенцата надолу, што значи дека ова би представувало на некој начин солиден левел за држање на цената и доколку видиме на лево се наоѓаме на
телата на претходните две свеки кои што се врв во цената на Етериум во 2017-2018 булрано, со тоа што нивото секогаш се определува на врвот на самата свеќа, но гледаме дека цената моментално се држи на телата на овие две свеки, затоа и ќе означиме левел овде, за да не биде поедноставно во однос на нашата анализа. Кога веќе го има левел, нели треба да го означиме. Истиот на месечно ниво, затоа ја ставаме белата боја. Знаете, веќе сте го виделе тоа во нашите едукациони видеа за нивоа. Сега чисто да видиме дали сме oversold, значи како што можеме да видиме RSI се наоѓа на 42, што е негде под 50, односно средината на самиот RSI од 0 до 100, што е далеку од oversold на месечно ниво, за разлика од сток RSI е 0, значи нема овде што да се разговара. Плавиот бран само што не влегол под нулата, значи ова е на Market Cypher, за истиот ќе треба наскоро да направиме исто еден туторијал, и VWAP-от се наоѓа длабоко под нулата, но мораме да споредиме дека од досегашната историја ова е историски најниско што некога се наоѓал, што е доста битно. Значи на месечно ниво добивање на ваква конформација, односно самиот плав бран да се сврти нагоре, односно базичната и сигналната линија да се прекршат, би било моментот кога ќе знаеме дека сме на вистина кај самото дно на Етериум цената, што на некој начин повторно верувам дека сме далеку, но мораме да го следиме биткоин во однос на тоа кога самиот ќе го допре дното. Верувам дека непосредно после тоа и сите алткоини ќе го направат истото. Знам дека малку чартот ми е хаотичен, да речеме, затоа ќе го исклучам моментално да не се гледа на неделно ниво самиот Фибоначи секвенца, за да имаме подобра представа, но значи иако малку е, да речем, презаситен самиот чарт, тоа е единствениот начин да можеме да видиме која е генералната слика. Значи сватете ги овие индикатори како една хармонија која што на некој начин се надополнуваат едни со други и ви покажуваат каде се наоѓаме, и на тој начин имате подобра слика. Значи проблемот е што ако ви покажувам индикатор по индикатор, не ја гледате целосната слика. Можеби повторно ќе кажам, изгледа малку хаотично, но доколку се фокусирате на овој момент, оној дел кој што ви покажувам, ќе видите дека доколку мене ја прашувате е сосема на место каде се наоѓаме. Сега, Market Cypher сам по себе, после овој Blood Diamond, кој што се нарекува така на Market Cypher, односно ова голем црвен четириаголник, тоа ни покажува целосна капитулација која што моментално се случи. Сега, 4 EMAs овдека се поставени исто како и на биткоин на неделно ниво, односно 200 EMA е истото место каде што моментално се држи и цената на биткоин, што како што можеме да видиме на некој начин се уште представува место каде што верувам дека цената има голема веројатност да запре. Иако се наоѓа под неа, значи можеме да видиме дека за завршување на оваа свеќа, затоа што моментално е петок, имаме уште 2 дена пред оваа свеќа на неделно ниво да заврши, што доколку биткоин не добие некоја огромна капитулација, верувам дека истата ќе се врати над 200 неделната средна вредност, која што како и биткоин представува многу јако ниво во однос на bear маркетите. Еве ќе се вратиме назад, значи да, имало пад под истата, но гледаме дека се представувала отпор пред да настане сапорт и да проложи цената нагоре. На некој начин, самата 200 неделна вредност ни представува акумулационо поле само по себе во претходниот bear маркет, со тоа што мораме да видиме како ќе се одигра моментално во овој bear маркет. Сега ние го поставивме ова жолто поле верувајќи дека цената ќе се содржи во паѓачкиот триаголник. Тоа не се случи, самиот паѓачки триаголник беше скршен надолу, со тоа што доколку земеме мерка од истиот, ќе испаднеме од самиот чарт, така да не веруваме дека истиот ќе се реализира надолу. Значи, нели, како што знаеме како се мери кршење на одреден триаголник. Со тоа што да се вратиме сега на претходното поле, ова е на месечно ниво. Значи, оваа свеќа и на месечно ниво представува отпор кој што е единствен обратен на целиот бран во претходниот bull маркет, кој што гледаме дека овдека ни представувал сапорт за моментално да го изгубиме тој сапорт и да се наоѓаме под него, со тоа што јас верувам дека 200 и 300 неделната средна вредност ќе ја задржат цената околу ова ниво, а цената се наоѓа моментално на, значи само да определиме точно,
цената моментално ни се наоѓа во 1090, е точната цена на Етериум во моментов, со тоа што 1000 како таква, значи знаеме како што беше и 20.000 на биткоин, 1000 представува многу јака психичка бариера каде што многу луѓето ќе купуваат затоа што е крупна вредност. Разговаравме во однос на тоа како се поставуваат ордер, значи посебно оние големи играчи никогаш не поставуваат ордер на 989. Значи тие секогаш поставуваат на крипни броеви затоа што нив не им прави огромна разлика дали е купено на 1000 или на 989. Затоа и верувам дека 1000 е еден од оние психички бариери кои што ќе помогне во задржување. На неделно ниво, доколку го споредиме, гледаме дека се наоѓаме со плавиот бран на негде околу минус 71 од максимални 100. Доколку вратиме назад историски, гледаме дека овдека веќе сме имале во претходниот bear market, значи од 2018-2019 година пресврт, значи сме се свртиле нагоре со цената и ова е пред самиот bull market, гледаме дека пред да тргне на самиот bull market 2017 година, исто така овдека бил пресвртат во тој bull market, со тоа што можеби како ќе се повтори. Сега мораме да видиме како ќе изреагира биткоин. Нормално, можеме да видиме сток RSI е комплетно нула, додека RSI ни е на вредност од 25, што е веќе oversold, се под 30 oversold, и гледаме дека моментално неколку од овие левели ни покажуваат дека има цврста на некој начин шанса овдека да биде задржано, дури и цената да допре до 300 неделната средна вредност, тоа е 913. Верувам дека ќе биде, значи 300 неделна средна вредност за почеток се појавува сега, до сега ја немавме. Затоа мораме да видиме како би изреагирала цената доколку прв пат стаса до истата, но пак ќе кажам 200 неделна, 300 неделна средна, тоа се јаки бариери кои што генерално во криптосветот, посебно во техничката анализа, се многу цврсти нивоа. Значи тоа досега овие постари криптопроекти го покажале и затоа верувам дека имаме неколку нивоа кои што навистина може да задржат цената овде, а тоа е 1000 како вредност, која што гледаме дека и овде, иако на месечно ниво го најдовме ова ниво, гледаме дека истата представува на некој начин прекршување на овој претходен bull market, кој што повторно во оваа ситуација може да представува солидна бариера за цената да не продолжи надолу, но повторно ќе кажам, сето ова зависи од тоа како биткоин ќе реагира во склоп на каматните стапки кои што му се ставани уште неколку состаноци подоцна од Фед. Доколку сте гледале моите претходни видеа, знаете точно што зборувам, доколку не би ви предложил да ги следите биткоин анализите. Затоа и повторно, значи, нас се уште ни останува онаа идеја дека Етериум сам по себе ќе се придвижи некако, само чисто да ви кажам што очекуваме, значи ова е повторно она ниво каде што очекуваме да правиме акумулација, ќе се вратиме на тоа зошто, затоа што се наоѓа во ова поле кое што е единствениот отпор, кое што го гледаме во претходниот бран на булран нагоре, а тоа е од значи 1950, значи тоа е негде под 2000 до долна вредност од 1420, односно под над 1500. Значи ова поле од 2 до 1500, пак веруваме дека тоа ќе биде, доколку цената конечно успее да заобли, да најде дно, веруваме дека постепено ќе се врати во ова поле кое што веруваме дека ќе биде, како што разговаравме и претходно, тоа ќе биде моментот каде што ќе вршиме најголем дел од нашата акумулација во наредниот, во почетокот пред наредниот bull market, затоа што веруваме дека цената не би требало да паѓа многу подоле од ова, дури да имаме пат, гледаме дека 300 неделна средна вредност е негде околу 927, а досега на неделно ниво исто ова е претходниот, значи гледаме корекцијата која што била направена во претходниот bear market е паѓање до 370 и потоа сме имале корекција до 840, што моментално представува неделно ниво ова лилјакова линија, која што верувам дека би било 900 до 850, да речеме, би била максималната вредност до која што Етериум би паднал. Повторно, сето ова зависи од самиот биткоин и како истиот ќе изреагира, но затоа и реков 200 неделната, 300 неделната средна вредност. Во однос на DCA стратегија никогаш не може да имате точна вредност каде што очекувате одреден коин да запре, затоа морате да се прилагодите на самата ситуација и да најдете поле. Значи, иако ние очекуваме дека главната акумулација ќе се одвива овдека, односно главниот дел од bear маркетот ќе се движи негде помеѓу оваа цена, за да започнеме со нашиот DCA, очекуваме прво да добиеме барем запирање на овој бран надолу и да утврдиме одредено дно во корелација со самата цена на биткоин. Затоа и сакаме да видиме дали цената можеби ќе допре подлабоко.
пред да почне постепено да се враќа нагоре кон низината на некој начин корекција и спремање за наредниот bull market. Значи, повторно веруваме дека дали во овој сегмент или малку подолу ќе имаме конечно заоблување и наоѓање на дно на цената на Ethereum и враќање кон ова полена акумулација која што очекуваме да биде подоцна во самиот bear market, со тоа што се уште, значи пак ќе кажам, ова се само спекулации, значи за алткоини и за нивните дно на цената и односно нивната акумулација можеме да разговараме само откако ќе утврдиме дека биткоин направил потенцијално дно. Се пред тоа е само спекулација, затоа и кога ви кажуваме дека овој дел е каде што очекуваме најголемиот дел од акумулацијата да биде направен, тоа значи дека во однос на следните месеци кои што доаѓаат или години да речем до 2024 година халвингот, веруваме дека цената највеќе ќе се одржува во ова ниво, затоа што откако ќе го допреме дното, тогаш веќе цената постепено почнува да се качува нагоре. И на тој начин ќе дојде повторно до ова ниво кое што е, како што можеме да видиме, претходниот дел каде што била отпор цената во низиното паѓање, а и на некој начин била значи поддршка на претходниот дел од булранот и отпор на претходниот дел каде што цената завршила во претходниот булран. Сега, генерално Ethereum е паметно да се купи секогаш. Значи не можеме да ви кажеме кога да го направите тоа, Ethereum ни е еден од првите проекти кои што планираме да го акумулираме во најголем сегмент, заедно со оние топ 10 blue chip крипто, кои што планираме како проекти да ги акумулираме, со тоа што моментално ќе повторам дека не купуваме ништо со преостанатите средства кои што ги имаме во кеш и стейблкоини, значи само акумулираме кеш и стейблкоини се додека не дојде до формирање на евентуално ново биткоин, па со тоа и да процениме каква е ситуацијата на Ethereum. Затоа ова е само генералната слика која што ви покажувам во однос на тоа што го имаме. Гледаме дека нивоата сами по себе држат точно во однос на она што сме го определиле, но кога станува збор за ваков тип на големи економски движења, што и да направиме, не може да ни даде точна слика за тоа што можеме да очекуваме, можеме само да следиме. И DCA, како пак ќе кажам, како стратегија, повторно ви дава предност пред било која друга стратегија, затоа што кога акумулирате во однос на одреден пат, вие практично правите средна цена на сите оние трансакции кои што сте ги направиле во одреден пат, и со тоа средната цена вас ќе ви биде на некој начин битниот сегмент колку ви е успехот во однос на DCA стратегијата кога ќе почнеме да се движиме нагоре во следниот bull market, со тоа што доколку сте купувале да речеме на 2000, па сте купиле на 1500, па сте купиле на 1000, па сте купиле на 900, вие повторно во средната вредност ќе бидете многу подобри кога цената ќе почне да се движи нагоре кон претходните all time highs. Значи замислете, оваа средна вредност која што сте направиле во овој пат ќе биде одлична за профит кога ќе треба да дојдете и да вадите после допирањето на претходниот all time high, а можеби и понатаму, нормално, тоа што се очекува на наредниот bull market. Затоа и ќе напоменеме дека DCA е секогаш паметен, ваквите криптовалути се на некој начин злато, значи купување на Ethereum во било кое време, дали е тоа на all time high или на all time low, е секогаш паметно, затоа што истите имаат огромен потенцијал во иднината и веруваме дека како такви значи ќе вродат многу плод. Но кога веќе го следиме самиот пазар, секогаш е попаметно да ја насочиме нашата DCA кон што помала цена, затоа и ова паѓање на цената на Ethereum, па дури и да имате Ethereum, не треба да ве плаши, треба да ве радува. Значи Proof of Work to Proof of Stake е моментот кога веруваме дека цената на Ethereum дополнително ќе експлодира и како истиот ќе се надградува во иднина, а самиот капитал кој што досега го гледаме финансиран во самиот Ethereum како проект, ни покажува дека истиот има многу голема заштита, да не мора да се секирате дека истиот ќе дојде до нула. Значи, замислете доколку вториот проект во криптосферата дојде до нула, тоа е на некој начин нешто незамисливо. Во однос на тоа колку големи корпорации се инвестирани во него, значи колку поголеми играчи имате во одредена игра, толку повеќе играта сама по себе ќе продолжи. Значи тоа е основниот момент кога финансираме нешто во пазарите. Значи колку повеќе имаме играчи кои што самите по себе не би финансирале во нешто во кое што не веруваат, толку посигурни сте. Затоа значи, сакаме да ви објасниме каде се наоѓаме на Proof of Work to Proof of Stake, тоа го направивме. Значи, се уште немаме најавено датум тоа кога ќе се случи, тоа е нешто што мораме да го следиме, но морате да знаете зошто е самиот Proof of Work to Proof of Stake битен и што е шардинг како таков и зошто, например, внесувањето на дел од вашето портфолио во Ethereum е многу паметно,
барем тоа е наше мислење, нормално останува на вас да одлучите за себе, но ние веруваме дека голем дел од портфолиото, како што ви покажавме во нашиот портфолио апдейт, поратово ќе ви покажеме повторно како акумулираме, ќе биде насочен во Ethereum, затоа што како таков е на некој начин second best, односно втора најдобра валута и веруваме дека таму ќе остане барем во наредниот bull market и затоа е паметно да имате барем дел од вашето портфолио инвестирано во Ethereum. Се надевам дека ова што ви го покажаме досега е позитивно, вроди плод, ви помогна во однос на вашите истражувања. Нормално треба да направите истражување и сами, ова е само наше видување на оно што го гледаме, но е паметно секогаш да имате ваша проценка на оно што го правите и за тоа ќе ве замолиме, значи сето оно што ви го даваме, проверете го повторно, најдете и вие информации кои што можеби ние ги немаме, помогнете ни, оставете ги истите во коментар, тука сме значи да споредиме информации, досега имав солидна соработка со луѓето кои што се наши субскрипти, односно оние кои што се претплатиле на нашиот канал и верувам дека тоа ќе продолжи и понатаму. Навистина се радувам кога членовите кои што се на нашиот канал доаѓаат со сопствено видување, со сопствени откритија, некои чартови кои што не сме ги виделе ни ние, некои вести кои што не сме ги виделе ни ние, што сето тоа е на некој начин начинот на кој што сакаме да го водиме нашиот канал, односно транспарентно да споредуваме податоци помеѓу себе и на тој начин да се надградуваме. Јас ќе напоменам, гледам дека многу често се случуваат коментари од типот ти не го знаеш ова, ти не го знаеш. Да, не го знам, че има многу индикатори таму надвор кои што не може сите да ги знаеме. Значи јас располагам со одреден број на индикатори кои што ги користам, ви кажувам како го правам тоа. Верувам дека има друг начин на користење на овие индикатори, верувам дека има некои специфики кои што одредени луѓе ги променуваат во нивните индикатори. Значи затоа и кажав, јас ќе се радувам доколку мојот канал убеди некој да испадне и да направи сопствен канал каде што можеби ќе оспори некој од овие работи кои што ние ги работиме, ќе ни покаже како тоа да го направиме подобро, но ќе кажам уште еднаш, се додека постои конструктивна критика, овде сум да коментирам во моментот кога ќе ме навредите, значи добивате бан од каналот, добивате бан од се што поседуваме, без разлика дали е тоа Facebook page или било што. Значи овде сум да разговарам со вас конструктивно. Ако нешто не знам, напоменете ми, кажете ми дека не го знам, објаснете ми што е тоа, ќе научам и сам, ќе се коригирам, на следното видео ќе направам корекција на тоа што, например, сме го направиле како погрешно, но се до тоа додека имаме соработка. Кога се до тоа ќе премине во вреѓање, извинете, но јас ова го правам про боно, значи го правам со цел да помогнам на луѓето, доколку имате повеќе знаења, пробајте да се приклучите, значи не да го омаловажувате тоа што се обидуваме да го направиме, затоа што дури и да имаме одредени грешки, сепак идејата и главната тематика која што разработуваме е да им помогнеме на луѓето кои што нема никакво знаење. А не да ми кажете како вие знаете повеќе од мене. Во ред, знаете повеќе од мене, тоа е супер. Одлично за вас, значи јас сум овде да учам. Јас се уште учам, има многу канали кои што јас ги следам, многу анализи од кои што јас учам, многу сетинзи, индикатори кои што се уште јас ги применувам, значи ги учам како да ги применам, така да ќе ве замолам бидете транспарентни и конструктивни со мене и со нашиот канал, не бидете вулгарни, затоа што тоа не ми е потребно, а се додека имам поддршка од оние кои што следат, учат, читаат, значи јас ќе го правам ова и понатаму. Значи, како хоби, јас сум задоволен од истото, на некој начин го исполнувам моето време, а и ми дава на некоја сатисфакција дека стварно помагам на луѓе кои што сакаат да научат. Затоа, како и на секое видео на крајот, се обидам да дадам некоја мисла во однос на тоа како се развиваме и што се случува, нели, да се исправиме, да најдеме некој пат на кој што можеме да одиме заедно. Сум благодарен на целата поддршка, верувате ми, нема коментар кој што не го читам и овде сум да одговорам на сите. Оние кои што не поддржуваат, ви благодариме, ќе продолжиме и понатаму, отворени сме за соработка. Со тоа ќе го завршиме ова видео, како и секогаш нормално. Ако знаете некој кој што сака да научи за ова, слободно споделете го. Значи, тоа е поентата на овој материјал. Било каков коментар, лайк, ќе бидеме задоволни со било која интеракција од ваша страна. И нормално се гледаме во следното видео. Ви благодарам уште еднаш од целиот тим на CryptoGamedia.